Кризната состојба и полицискиот час заедно со ограничувањата на движењето на граѓаните покрај основната цел за спречување на ширењето на коронавирусот, како нус појава им отворија простор на кратците послободно да оперираат. Од полициски извори, иако неофицијално дознаваме дека бројот на провални кражби е зголемен како во домовите и дворните места на граѓаните, така и од автомобили и други возила и градежна и земјоделска механизација. Граѓаните велат дека се краде се што има некаква вредност. Се краде огромно дрво, разен алат, метални предмети, па дури и чевли и облека. Посебно на удар се автомобилите, од кои се вадат акумулатори, кои потоа се препродаваат. При тоа се прави значително поголема штета на возилото, отколку што се добива за украдениот предмет. Ноќта кога за прв пат беше воведен полицискиот час, патролите на полициската станица од Кочани открија група на дрвократци кои во текот на ноќта извршиле бесправна сеча и дрвната маса ја транспортирале кон своите домови. Дрвократците веројатно работеле според логиката дека полициските службеници се ангажирани околу спроведувањето на мерките поради вирусната зараза, па ќе завршат работа незабележано. Овој случај уште една потврда за прелозите на телевизија Кочани за бесправна сеча на шумите, која иако има голем замав во Кочанскиот регион, надлежните служби речиси и да не ја откриваат и санкционираат. На тој план, особено затајува шумската полиција која и покрај бројноста никако да им застане на пат на дрвократците. Поради се вкупните вонредни состојби, граѓаните ќе мора да бидат многу попредпазливи и внимателни кога е во прашање заштитата на имотот, бидејќи колку повеќе кризата се одоголвекува, толку повеќе кратците ќе оперираат.